Се реконструираат железничките станици во земјава, како што истакна Кенан Абди, член на Македонски железници транспорт. Досега целосно се реконструирани 10 од вкупно 15. Во тек е реконструкцијата на железничките станици во Битола и Гевгелија, а на останатите допрва ќе се работи. За нивна реконструкција потребна е инвестиција од 3 милиони евра. Се очекува до крајот на 2017 и почетокот на 2018 година сите железнички станици во земјава да бидат Таа инвестиција од Европската банка за обнова и развој во вкупна вредност од 3 милиони евра. До крајот на 2017, евентуално почетокот на 2018 ќе завршат сите 15, каде што треба да се изврши, каде што се врши целосна реконструкција на крововите, потоа се вршат реконструкции на пероните, за пристапни патишта за хендикепирани лица, информатиски системи за информирање на патниците, се реновираат просториите, тоалетите, електрична и водоводна инсталација. Според Абди, треба да се запази и архитектонскиот лик на железниците од почетокот на минатиот век. Паралелно со реконструкцијата набавени се и нови товарни вагони кои треба да го олеснат товарниот сообраќај. Поради дефектните вагони со кои располагаа македонски железници, мораа да бараат вагони од соседните држави за кои се плаќаше наем, но со новите вагони ситуацијата е надмината. Ние имавме до 2015 година околу 1200 вагони, меѓутоа голем број од нив беа дефектни. Во функција имавме околу 500, со новите 150 вагони кои што ги добивме минатата година, 2016 година, можеме да се пофалиме дека за прв пат Република Македонија не користи товарни вагони од странските држави. Инвестициите во железничкиот сообраќај во земјава и натаму продолжуваат. Ќе се овозможуваат висококвалитетни транспортни услуги, односно безбеден, точен, брз превоз на патници и товарен сообраќај, со што на македонски железници би им се овозможило да бидат не само лидер во Македонија, туку и регионален лидер.